Негуваниот мултикултурализам кој е предвиден со рамковниот договор внесе поголема демократија во државата и ја придвижи кон НАТО и Европската унија. Ова беше заклучено на денешната конференција организирана по повод 10 години од подпишувањето на рамковниот договор на која учествуваа премиерот Никола Груевски, еврокомесарот за проширување Штефан Филе и вице-премиерите за европски прашања и за спроведување на рамковниот договор Теут Арифи и Муса Џафери. Премиерот Никола Груевски на конференцијата изјави дека договорот од 2001 година е заснован врз основа на мултикултурализам и обезбедува репрезентативност на помалите заедници, создава хармонија и промовира рамноправни правила за учество во одлучувањето. Груевски додаде дека преку негување на заедничките вредности и со спроведување на реформите, државата ќе се интегрира во Европската унија. Нашиот устав е пример за возможување на полна толеранција и релаксација на општествените односи. Во Република Македонија делиме многу заеднички вредности. Тие нас не обединуваат и представуваат силно партнерство за прогресивност. Заедничката цел кон продуцирањето на заеднички добра е нашата реалност. Самосвеста не обединува и создава кохезија за општото добро. Нашиот модел на соживот, толеранција, уважување и почитување на нам македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците, христијаните, муслиманите и атеистите ни дава силна компаративна предност со која може да конкурираме во цивилизацијските достигнувања. Груевски истакна дека воениот конфликт со многу жртви не бил вистинскиот пат за донесување на овој договор. Тој нагласи дека сепак од истиот има корист и се спроведува, додавајќи дека македонците го почитуваа договорот, но поради жртвите не го слават. Сепак, ако ме прашате дали е избран правилниот пат да се дојде до него, преку дестабилизација, вооружен конфликт и човечки жртви, мојот одговор е не. Дали имаше сериозен обид да се избегне конфликтот преку отворање јавен диалог во парламентот, со конкретни поднесоци или предлози доставени до пратениците? Не, немаше ниту обид. Длабоко сум убеден дека до истиот или сличен договор можеше да се дојде преку демократски диалог и дебата во парламентот доколку беше иницирана на соодветен начин. Дали Охридскиот договор треба да се реализира? Одговорот е да. Кога веќе е потпишан и кога се смени уставот, а државата преземала законски обврски, да, тие треба да се реализираат. Дали има корист со спроведувањето на Охридскиот рамковен договор? Да, има. Но ќе потенцирам. Последиците од патот кој се избра да се дојде до овој договор, покрај човечките жртви и другата штета се причина македонците денес да не се многу расположени да го слават, иако го почитуваат, бидејќи се сеќаваат токму на патот на кој се дојде до него. Премиерот Груевски на конференцијата нагласи дека рамковниот договор предвидува интеграција без асимилација и негување на различностите, но во исто време предвидува доследно почитување на националните закони на ниво на локална самоуправа, како и враќање на раселените лица. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе истакна дека Охридскиот договор спречил граѓанска војна и истиот представувал пример кој треба да му покаже на светот како лидерите може да ги надминат разликите да најдат компромис во интерес на едината на нивната земја. Договорот е значаен заради новиот дух што го воведе во меѓуетничките односи. Луѓето се придвижија од конфликт кон диалог, а општеството отиде напред. Духот на Охрид останува клучно средство во справување со новите прашања што се на дневен ред. Филе нагласи дека Македонија во 2001 година преку рамковниот договор докажала дека може да се справува со чувствителните прашања. Тој додаде дека со реформите мора да се продолжи и преку договор да се реши проблемот со Грција, поради тоа што Европската унија немала намера да го увезува овој проблем. Вице-премиерот за европски прашања Теут Арифи на конференцијата изјави дека со Охридскиот договор се отворила можност за диалог меѓу сите заедници на секое поле од општественото действување, додавајќи дека со негување на истиот и со негување на меѓуетничкиот карактер на државата, Македонија во иднина ќе стане дел од Европската унија.
Вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор Муса Џафери најголем акцент стави на децентрализацијата, нагласувајќи дека со договорот се загарантирале човековите права како на национално така и на локално ниво, односно албанското население во општините каде што доминира има поголем спектар на права и слободи, со чие што негување се постигнувало и поголем регионален економски развој.